светат звезди гаснат само една не. Во нея се сите вистини и наши тајни. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Најчесто кога ја снимам сека нова епизода и кога ќе ми текне на некој муабет за македонците на островот, секој пат си правам една ретроспектива на моите мемории како беше пред 7-8 години кога јас за прв пат стапнав на островот и како е денеска. Денеска кога имаме буквално македонска експанзија на островот. Пред 7-8 години одвај да бевме неколку стотина македонци, сигурен сум, значи 100%, не можам да тврдам за скопјани, беа по-многу, но дека мојата сопруга беше првата струмичанка и нејзината сестра што дојдоа да живеат на островот, тоа сум 100% сигурен, барем за Струмица. И подоцна почнаа сите градови да се редат и редат. Денеска имате и од Куманово, денеска имате Товчани, Битолчани, Прилепчани, Стружани, имам запознаено Штипјани, Кочанчани, веќе од скоро цела Македонија. Убаво и многу радува кога ќе видите како просперираат сите тие работи на островот. Како например сега седам во подиум, ако ви текнува порано беше единственото место, подиум, кое што знаат македонци да се соберат на кафенце, да си направат муабет пред работа, после работа. Денеска го имате и висока луксузна класа на
место за собирање, да запалите кубанка, да се напиете исклучиво квалитетно, високо квалитетно шкотско виски или некое друго и да уживате во една хај клас атмосфера. Тоа е оној другиот подиум во Слиема. Така, например, не е само подиум, така и гурмет буџиба. Например, кога пред неколку години се отвори, ова беше првиот македонско-медитерански ресторан кој што собра буквално се она балканско на ова место, бидејќи понудата беше исклучително врвен квалитет и тоа со оној балкански македонски шмек што може да се најде исклучиво тука. Се прошири на гурмет Слиема. Знаете и многу пати сте го гледате тоа и низ нашите реклами, и низ нашите прилози. И сега, после толку години, се отвара и третиот. Овој пат исклучително посветен, специализирано само на морската храна и морските специалитети. Да, наскоро ќе биде отварање и многу ќе ми биде драго кога и јас ќе ви пренесам дел од таа атмосфера, а таму ќе го почувствувате оној момент кој до сега на нас, македонците, ни недостасуваше ако сакаме да јадеме на островот островска морска храна. Знаете што велевме до сега? Секој пат кога ќе дојдеше време во ресторан да одам да седнам да јадам некаде убава квалитетна свежа морска храна, века ќе чекам да одам во Маршашлок, бидејќи таму буквално што велиме ќе ја наберат од морето рибата и хоп на маса. Сега за прв пат гурмет отвара и трет свежо набрана морска храна, се она што медитерански може да го почувствувате во овој специализиран ресторан. Да ви кажем искрено, и јас сум нетрпелив да дојде до отварањето, посебно мене оној шмек, оној вкус на јастогот, кој што ми е една од, иако е една од најскапите храни, специалитети во рестораните специализирани за морска храна што би можели да ги јадете, мислам дека тоа ќе ми биде предизвик да го видам, да го снимам и да го видам начинот на кој што се подготвува. Дома никогаш сам не сум го направил, бидејќи мислам дека треба малку повеќе да знаете околу медитеранската гастрономија за да можете на тој квалитетен начин да го подготвите. Значи, да не должам многу. Драго ми е што македонците на островот во овие мои 7-8 изминати години се шират, живуваат еден страшен прогрес и тоа на сите нивоа. Не е веќе она што беше порано како реченица во стартот на оваа експанзија македонска на островот. Напротив, веќе имате исклучително квалитетни места во кои што гордо се македонците. Да не ве подсетувам на она што беше пред неколку епизоди. TripAdvisor го прогласи како ресторан број 1 во најтуристичкото место на островот Слиема, токму гурмет како број 1 на TripAdvisor. А знаете што значи тоа, така?
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de tot, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Ја гледате ли она гужва зад мене? Да, тоа се ретки прилики кога има гужва, најчесто кога се дели платан или па се зема на чекови и така натаму. Но оваа гужва веќе трае трет ден. Од кога почна да се даваат оние чекови, прво чековите tax refund кои што ги дава владата, каде што во границите меѓу 90 и 140 евра на секој вработен жител на островот, значи легално вработен, му се враќа дел од данокот, од буџетот кој што едноставно не се троши и се поделува на секој кој што редовно платил данок во изминатата година, се дава чек и плюс поради малата инфлација, скок на цени, помош, нели ковид ситуација имавме и така натаму, уште по 100 евра за секој жител на островот, односно 200 евра за пензионерите и за лицата со специјални потреби. Тие чекови, овие 3 дена, секој сака да ги претвори во пари и вакви се гужвите како зад мене, буквално на секој шалтер на банка, заради тоа што пак и не сите имаат сметки во банка за да си го стават тој чек на банкомат и така натаму. Сега две работи. Една работа е дека овој потек на владата е фантастично добар и практично секој жител на островот добива скоро 240-230 евра овој месец како помош му доаѓа. Но другата работа е следната недела се изборите. Се во ова се прави пред изборите. Знаете зошто? Се купуваат гласови, едноставно е 250 евра, па ако пројде гласот да биде тука. Следната недела се изборите. А ова трае токму сега, од 7 до 5 дена пред да започнат изборите. Тоа е! Како и секаде ни светот, нам македонците ова ни е многу добро познато, но факт е дека во една 4-члена фамилија, каде што ако работат само двајцата родители, 500 евра му доаѓаат како помош пред избори. Или ако има барем уште еден или двајца во фамилијата вработени, не е мала сумата. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Не знам колку пати досега сме збореле за Попеј Вилич, тоа е местото каде што е сниман филмот Попеј со Роби Вилијамс, ама после завршувањето на филмот едноставно го оставаат, Холивуд го остава сето така и е една од најголемите атракции во Малта. Сега за прв пат, тоа сум сигурен, многу пати сум зборил и сум ви го покажувал од оваа локација, ама денеска ќе направам исклучок, ќе влезам внатре и ќе ви покажам како изгледа тоа од прилика, најблиску што можам и едноставно да ви испровоцирам малку за кога ќе дојдете во Малта, летово претпоставувам да сакате да го посетите. Ајде одиме внатре.
селото. Но атракциите се насекаде. Има атракции за деца, атракции за возрастни, попај, диве, колива прават приказни, интересно. Има и ресторан за возрастни, ресторан за деца, надворешен ресторан. Се е буквално како што беше во филм. И прекрасно. А во текот на летниот период доле се поставени и водени игри. Значи може да се игра, може да се седи буквално да се отседи цел ден на плажа, на вода и со забава. Тука и крајот на денешното издание. Останува да ги погледнете Audi In, што беше во изминативе 7 дена атрактивно, во негативна и во позитивна насока. Фудбал нема, пауза е, поради тоа што има репрезентации, квалификации, бараж за Катар, па така и малтешкото првенство паузира, а што се однесува до македонскиот фудбал на островот, се ближиме кон завршницата каде што нашиот тим Македонија во аматерската лига може да биде и прва на табелата и да влезе во премиер лигата. Но за тоа во нека од следните епизоди бидете тука или бидете таму да ги бодрите и за 2-3 емисии ќе се вратиме повторно на нивната тема. Бидете ми во добро здравје. Следната се изборите, знаете, да не ве подсетувам, ќе имаме и во следната епизода петок малце најава и тргнуваме на вториот дел од патувањата низ Европска Унија. Ќе излеземе малку надвор од островот, па да видиме каква е споредбата во моментов со некои од државите во Европска Унија. Поздрав!
is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.